Корисниците кои имаат администраторски права можат да ги менаџират операторите. Во поставености, оператори, овде имаме листа на корисници. Секој корисник или юзер има референтна ознака, еднаш се поставува и не треба да се менува. Името се поставува на почетокот и лозинг. Следно е, со секој оператор се поставуваат кој што може да работи. Дали може да работи во финансии, материјално, или само да гледа финансии. Или воопшто да не оди во финансии. Или ако е продавач, се остава да биде само продавач. Или ако треба да прави излезни документи од продавница, се поставува од материјално. Може да гледа материјално и само продавач. Администраторот треба да биде означен на ова поле. На корисниците може да и биде означено, ограничено, кои магазини да ги гледат. Например, ако некој магационер го работи магазин број 1, во табели магазини, еве го M1, ако сакаме тој да го гледа, тој оператор да гледа само M1, например, Ангел да го гледа M1, овде треба да ставиме M1. Табели, магазини. А во магазинот имаме овде група. Значи може да има и неколку магазини кои треба да бидат со таа ознака. Еве, група со звездичка, група одреден компјутер корисник може да работи само со оваа група на јузери. Значи, ако ставиме магазин за сировини со латиница МС и овде ќе ставиме МС, значи Ангел, кој ќе влезе да работи Ангел, ќе може само да ги гледа магазините кои се МС. Може да поставиме некој оператор да работи само со некој или неколку клиенти. Во табели клиенти имаме треба да дефинираме групи. Еве, например, овде ставаме T5, овде T7. За клиент број 4 и клиент број 7. Сега, во поставености оператори, сакаме клиентот Ангел да работи само со клиенти T5, празно место, T7. И сега, ако влеземе како Ангел, ќе ги видиме само T5 и T7. Ова е корисно кога сакаме, кога имаме, кога го поставуваме програмот на некој компјутер кој кај клиентот и тој да си ги гледа само неговите податоци, да не ги гледа уопште податоците од другите клиенти.